Не секој жител на нашата земја е и граѓанин. Граѓанин во политичка смисла на зборот значи дека станува збор за личност која што е свесна за своите права и должности во рамките на политичкиот систем. Она што го прави човекот свесен за своите граѓански права и должности е политичката социализација во рамките на еден политички систем. За да еден човек биде антикорупцијски настроен, тој треба да има политичка социализација која што нема да го фаворизира, да ја фаворизира корупцијата. Тоа подразбира дека во рамките на политичкиот процес во никој случај нема да се фаворизираат одредени непотистички врски, ќе се избегнува клиентелизмот, ќе се залагаме за мерит систем и сето ова е многу лесно да се напоменува, меѓутоа е многу тешко да земе своја улога и реална ефикасност во рамките на политички систем каде што политичката социализација е уствари корумпирачка наместо антикорупцијска. Голем дел и улога во коруптивна политичка социализација на граѓаните имаат и политичките партии, бидејќи клиентелизмот е едно од најголемите проблеми кои што се соочува нашето општество, а тоа е дека се случуваше многу високо позиционирани личности од страна на политичките партии да ги прескокнуваат институциите во рамките на политичкиот систем кои што се создадени за одредени услуги на граѓаните и самите тие да бидат како еден вид на мост или како одлучувачи за 10-15 институции во кои што граѓаните треба да завршат некоја своја работа или некоја своја потреба, бидејќи лидерите не се институција сама по себе. Политичките партии не се институција сама по себе, тие се само дел од политичкиот систем. Оние институции од кои што граѓаните треба да бараат услуги и треба да почитуваат процедура за завршување на нивните барања и потреби, уствари треба да ја вршат својата работа професионално и без при тоа да бидат нешто ситно почестени.